Ајде сега да навлеземе во нашата тема денешна, односно вечерашна. Имаме доволно време, може би ќе видам пократок, ќе видиме, зависи. 15 глава Битие ќе отвориме на почетокот. Битие 15 глава, ќе читаме 13 и 14 стих. Битие 15, 13 и 14. Во оваа глава, нели, Бог му ветува, му го дава на големо ветување на Аврама, но не се задржуваме на тоа, туку во 13 и 14 стих прорекува нешто. Предскажува и вели: и Господ му рече на Аврама: знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години, ама јас ќе му судам на народот кому ќе му робуваат и конечно ќе излезат со големо благо. Ова се обистинило некаде пред 3,5 пред Христа 3,500, не, се извинувам, пред 3,500 години, да, токму така, точно од ова наше време. Значи, Господ на еден чудесен начин го избавил својот народ преку Мојсија и Арон, заедно со него. Својот народ од египетската земја. Знаеме дека фараонот бил многу тврд, ќе попуштил, повторно пак ќе се спротиставил се доека на крајот не му умре неговото чедо и реши да ги пушти. И сега тргнале во непознато. Ставете си на нивно место низ пустина. Немале тогаш Google Maps, немале GPS, немале мобилни, немало ни интернет. Типа, не знам дали денски има таму интернет во таа пустина. Но, кој ги водел? Како знаеле каде да одат? Иако многу често пати не по нивна волја, што викаат комши пречице, знаете ли дека можеле да стигнат за месец дена? Стану збор за околу 400 километри до Ханан. Нели, биле запатени кон Ханан. Околу 400 километри ставите. По 10 километра да патуваат на ден. Виги 40 дена, ако не. Месец. Кој ги водел? Што ги водел? Како се ориентирале каде да одат? Одговорот е едноставен, нели? Знаеме ние кој е одговорот. Меѓутоа, ајде да видиме. Излез 13 глава. Излез, или 2 Мојсиева 13 глава ќе читаме. 21 и 22. Тринадесета глава Излез, 21 и 22. Господ одеше пред нив, дење во столб од облак, за да им го покажува патот, а ноќе во столб од оган, за да им свети. Така можеа да патуваат и дење и ноќе. И 22 стих вели: и не исчезнуваше од пред народот столбот од облак дење, ни огнениот столб ноќе. Сите тие 40 години. Денеска Јани изборуваше за сонцето, за затемнување сонцето, за месечината, за крва месечина. Денеска ќе изборуваме за облакот. За облакот кој што го водел Божиот народ за цело тоа време на нивното патешествие низ пустината. Цели 40 години дење столб од облак, а ноќе огнен столб. Секој ден. Што представувал тој облак? Веќе самиот овој стих ни кажа, значи Господ одеше пред нив, меѓутоа еве да видиме уште неколку стиха. Во 14 глава од Излез ќе читаме 19 и 20. Божиот ангел кој одеше на чело на израелските чети, го смени местото и им застана зад плеките, а и облачниот столб се помести од пред нив и им застана зад плеките. Ова е пред самото поминување на Црвеното море. Се смести меѓу египетската војска и израелската војска и им стана на оние темен облак,
на египтјаните, а на овие им ја осветлуваше ноќта така што не можеа да им се приближат едни на другите цела ноќ. Овој облак представувал заштита, сигурност, којто е Божи ангел, овде спомнат. На многу места во Стариот Завет Божиот ангел, Божиот ангел, Божиот ангел. Кој ги водеше низ пустината израелците? Кој им го даде законот на Синај? Исус. Исус им бил водач. 16 глава, 10 стих. 16 глава, 10 стих. Исто излез. А ова е заповедта што Господ ја издаде. Соберете колку што му е потребно. Се извинувам. 16, 10, јас читам друг стих. И додека Арон изборуваше на целата израелска заедница, тие се свртеа кон пустината и ете, Господовата слава се појави во облак. Господовата слава во облакот. 19 глава, 9 стих. Излез исто. Тогаш Господ му рече на Мојсија, еве јас ке дојдам при тебе во густ облак, ова е сега на Синај, Господ му вели на Мојсија, ке дојдам при тебе во густ облак, за да чуе народот кој ќе зборувам со тебе и да ти верува за секогаш. 16 стих од истата глава. А на третиот ден при разденување, зататни грмеж за светка амони, а густ облак се нанесе над ридот. Грмлио екна трубата, се стресе целиот народ, што беше во логорот. Значи, на Синај го имаме исто облакот. 24 глава излез. Читаме од 15 до 18 стих. Потоа Мојсија се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. Истиот настан. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. На 7 ден Господ го повика Мојсија од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Мојсија навлезе во облакот и се искачи на планината. 40 денови 40 ноќи Мојсија представуваше на гората. Облакот на Синај, Господ од облакот ќе ги напиши 10 заповеди. Излез 40 глава. Сега ови се посебно интересни стихови. Излез 40 глава. Овде дори гледаме какво сигурно водство имал Божиот народ за сите овие 40 години низ пустината. Од 34 стих. Се извинувам, 34 ќе го прочитаме, па малку подоле. А тогаш облак го прекри шаторот на средбата и Господовата слава го исполни шаторот. Скинијата. 36. За цело време на нивното патување, штом облакот ќе се кренеше од шаторот, ќе се дигнеше, значи, израелците тргнуваа. Но ако облакот не се дигнеше, не се кренеше, тие не тргнуваа на пат. Се до денот кога ќе се кренеше. Зашто за цело време на нивото патување Господовиот облак стоеше дење над шаторот, а ноќе се појавуваше во облак оган, видлив за сиот Израелев дом. Меѓу другото, овој облак, значи ова Божие присуство, имало и практична примена, значи ги штител од топлото сонце преку ден, а ноќе од ладното. Ги греел. Знаеме какви се пустинските услови. Но и она што е најбитно, она што во кој праве се изборуваме вечерва, значи, кога ќе се дигнел облакот, го собирале шаторот, ги собирале стварите и тргале. Кога ќе се спуштел, застанувале. Тоа значило дека тука треба да се влогорат. Неверојатно. И тоа цели 40 години. Какво сигурно водство и заштита од друга страна. И како што кажав, можеле само за 3-40 дена да стигнат во Ханан. Но што се случило? Зошто облакот, и може да замислиме како реагирале, сме читале еден куп стихови околу тоа, како реагирале израелците кога облакот место тамо на, како му доаѓа северо-исток,
врти надоле кон југ. А Ханан е во североисток, во тој правец. Веројатно полни со незадоволство, гунџеле, се противеле, Мојсија бил тука прв на удар. Зошто сега, кога можеме попреку, зошто сега одиме во друг правец? Тоа ви испаѓа како да речеме, ќе тргнете сега од Скопје, треба да стигнете во Охрид и ќе фатите преку Куманово, Паланка, тамо, Кратово, не знам. Ќе направите на цела екскурзија низ Македонија, ќе потрошите гориво. Кој знае колку, за да стигнете во Охрид. Многу нелогично. Многу нелогично. Не знам, Данило, ти од Скопје за Охрид за колку време стигаш? За 2,5 саат. Да, меѓутоа ако фатиш преку Паланка, преку Кратово, ќе ти треба сигурно ше толку. Ако не и повеќе, како што патиштата не се многу сјајни тамо во источниот дел. Како и да е, многу нелогично. Пазите, ние денеска сме Божиот народ и ние денеска патуваме кон Ханан. И ако повлечеме една паралела, ние сме ни става пустина, ние имаме сигурен водич, меѓутоа каде одиме и дали го следиме облакот е многу битно прашање, со кого што имаме заштита и сигурно водство, или пак често пати се спротиставуваме на тоа Божие водство. А знаете, може би патот е заобиколен, но е најсигурен патот по кој што Господ не води. А зошто бил заобиколен? Во случајот на израелците. Дали тие биле спремни за 30 дена или 40 да влезат во Ханан? Како какви ќе влегле во Ханан? Па се покажало кога стигнале кај Кадис Барнеа, на самата граница, кога, и покрај тоа што Господ ја извидел земјата и се знаело и што е и како е, тие пуштиле извидници и 10 од нив доаѓаат со негативен извештај и се исплашиле од големите градови, од големите джинови тамо, големиот народ што живеел. И цурик. Назад уште 30 кусури. Не биле спремни. Заради неверие не влегле. Па дори морало цела една генерација да изобре. Затоа Господ нас, колку и да гунџаме и сме незадоволни често пати во нашиот живот, не води по некој заобиколен пат, за да не научи на трпение, за да ни ја зајакне верата, за да не води низ соодветни искуства во нашиот живот, за да ојачаме, станеме посилни, да изградиме карактер кој што е достоен за во Ханан. И што правиме ние? Дали го следиме облакот е прашањето? Еве да читаме што вели Павле во прво послание до Коринќаните. Прво послание до Коринќаните, оние познати стихови во 10-то поглавје, прво послание до Коринќаните 10, првиот стих вели: не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето. 11 стих вели: а сето тоа им се случи за пример на нас, и е запишено за поука нам, врз кои дојдоа крајвите на времињата. Сето тоа е за наша поука. И ние, на некој начин, патуваме низ пустината во нашиот живот, упатени кон Ханан. И сето ова е за наша поука. И внимавајте во, вели првиот стих: сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето. И вториот стих вели: и сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето. Иако поминале по суво низ Црвеното море, меѓутоа можеме да кажеме дека тоа било едно водено крштевање за нив. Но што значи сега крстени во облак? Кога сме се крштевале, кога настапал самиот чин на крштевање. Што значи крштевање? Вие јавно признавате дека го прифаќате Христа за свој спасител. Јавно признавате дека се откажувате од стариот живот, му ги предавате гревовите на Христа, барате покаяние, се каете, значи, за секој сторен грев.
Но и не само тоа. Исус ви дава нов живот, ве воскреснува во нов живот. Меѓутоа, што понатамо? Се заветуваме дека ќе го следиме Христа. Токму тоа е крштевањето во облакот. Облакот е водичот. Како што ги водил израелците, така и нас, тоа е Исус Христос, тоа е Господ. Ние треба верно да го следиме. Каде и да не води, каде и да оди, патот по кој што тој оди е најсигурниот пат за нас. И затоа може би некојаш ни требаат, некому му требаат 10, некому 20, некому 30, некому и 50 години за да Господ го оправи, за да биде спремен за Воханан. Ајде да се подсетиме на Откровение 14 глава 4 стих. Каков е Божиот остаток? Оние 144.000, каква карактеристика меѓу другото поседуваат? 14.4 Откровение. Тоа се оние кои не се осквернија со жени, именно тоа се девственици, и сега овој дел. Тие одат по јагнето каде и да оди. Значи, тие го следат верно Исуса Христа. Ма каде и да оди? Израелците не биле многу верни следбеници на облакот, кој што, гледате, представувал нивна заштита. Представувал нивно сигурно водство. Но, ете, цела една генерација морала да изумре на пустината, токму поради неверие. Често пати се препирале со Мојсија, често пати искажувале незадоволство, сакале да се вратат назад во Египет, замислен. Но, Господ е упорен, Господ за да направи од нас драги камења. Значи, ако треба и ке не врти во круг. И често пати тоа се случува, да бидеме реални, да кажеме дека често пати знаеме да паднеме на една иста работа и Господ пак ќе не донесе во слична ситуација и ако треба и пак ќе паднеме, и пак ќе паднеме, и пак ќе паднеме, и кој знае колку пати ќе паѓаме, но се со цел да научиме дека тоа е наша слабост, дека тука сме слаби и дека треба да побареме помош од Господ да се подпреме на Господ и неговото водство. Дека тоа е наша слабост. Често пати знаеме да кажеме јас ме куша, Господ може и во тоа, меѓутоа во ова нема шансе, јас сум тука силен. Тука не може. Ме куша ѓаволот. А Господ ме става на тест. Но, баш тука може и да паднеме. Да не бидеме како Петар. И затоа Господ дозволува такви ситуации. Се дека не се научиме да верно го следиме облакот. Често пати не влече таа, да се изразиме така, гравитација. Затоа што го наведнуваме погледот и не гледаме кон облакот, да видиме кај се движи, за да го следиме туку. Погледот ни го привлекуваат земски работи. Не куки, не коли, не знам што, материјални работи. Едноставно живеем во еден материалистички свет, во едно потрошувачко општество, и Македонија стана едно такво општество, ние ги копираме американците. Ке влезеш, направија такви супери хипермаркети, ке влезеш со наум да купиш 2-3 работи, излегуваш од таму со полна колечка. Си потрошил парите. Си купил и што ти треба и што не ти треба. Јас, сега скоро имам такво искуство. Во Штип, за прв пат отидовме во еден, да го речеме хипермаркет таму. Не е туш е супермаркет, има еден поголем Елкос се вика, некој косовар е газда, и ајде прв пат отидовме. И се има, и облека, и бела техника, и ова, и она. И мислам, многу од работите што ги купивме, ајде да не кажам дека не ни требаат, не дека не ни требаат, не ни беа необходни баш тогаш да ги земеме. Ама тоа е тоа. Ке влезеш таму, ке се заборивиш, окото се гледа. И се посакува. Се врзуваме за земски работи, премногу, навистина. И
она што е многу битно исто така и што го гледаме како поука во пустината е дека не треба да го слушаме мноштвото, да ја слушаме толпата. Народот секојаш сака полесен пат. Народот сигурно не би се сложил кога Господ би им кажал, сега 40 години ќе остане во пустината, да каже, супер. Не, кој би сакал? Иако, пазете, иако ништо не им фалело. Значи, нити им било топло, дење, во такви пустински услови, нити им било ладно ноќе, биле така згрижени, имале вода, секојаш имале храна, совршена храна, ангелска храна, обувките не им се излижеле, облекат исто така, че навистина ништо не им фалило, меѓутоа, што е премногу е 40 години. Но, значи, не треба да го слушаме гласот на толпата, на мноштвото, туку да го слушаме Божиот глас, да го следиме верно облакот. Ако би биле такви, да застанеме на страната на мноштвото, тоаш во Ноево време кај ќе бевме? Ке се исподавевме. Во времето на Лот кај ќе бевме? Ке останевме во Содом или во Гомор. Може би ке се забавувавме и тоа ќе ни беше последната забава таа вечер, за да утре тоа не остане ништо од нас. Ако го слушавме мноштвото во Вавилон, во Дура, кај ќе бевме? Немаше да бевме со оние троица млади, верни, Божи слуги, туку ќе клекневме заедно со мноштвото пред кипот. Ќе бевме идолопоклоници. Ете да спасиме жива глава. Ако на Велики петок бевме со мноштвото, кај ќе бевме? Ќе го распнавме Христа, ќе викавме распни го распни. Че навистина, никогаш во библиската историја ова не се покажало како паметно, да го слушате мноштвото. Но ако го следите облакот, вие сте автоматски во малцинството. Со самото тоа што сте прифатиле сабота, самото тоа, вие сте во малцинството. Сите други слават недела, кој петок, кој не му е битен, кој ден е, се фаќаат за стиховите таму римјаните. Меѓутоа, со самото прифаќање на саботата, вие сте во малцинство, вие сте поинакви. Да не збориме за сите други работи. Но ја имате заштитата, Господа. Го имате Господа на своја страна. Секојаш и искуството на следење на облакот значи дека вие постојано се движите, постојано одите со Господа. Или ако така сакате, еднакво одите со Господа. Како Енох што еднакво одел со Господа. Следејќи го облакот, вие постојано минувате низ нови и нови животни искуства и растете, учите нешто ново, подобро ја спознавате вистината, учите некои нови моменти, кои нормално позитивно се одразуваат врз вашиот живот. Напредувате едноставно. Постојано сте во движење, постојано имате заштита, тоа спомнам. Станувате поинаков. И не само што ја спознавате вистината повеќе, туку таа вистина вас ве обзема и вие станувате помили, подобри, покротки, попонизни и така натаму и така натаму. Едноставно Господ ве преобразува од ден на ден и кога ќе стигнете на границата пред Ханан, вие сте спремни. Верувате дека Господ и нас не води низ таа пустина на чудесен начин, со само една единствена цел, да не внесе во Ханан спремни и подготвени да не спаси. Тој сака сите да не спаси, да направи од нас драгоцени камења, бисери, кои што ќе го красат небото, односно подосна и новата земја. И затоа треба да ги кренеме нашите погледи, да ги дигнеме нашите погледи кон небото, да го следиме облакот, односно да го следиме нашиот Господ, да го тргнеме нашиот поглед од сето она што е минливо, што е ништожно на оваа земја, затоа што крајот е близу. Ево и денеска братјани не подсети преку сите оние случувања што ги имаме околу нас, дека навистина крајот е близу. Не знаеме колку е близу, меѓутоа е близу.
а ние треба да бидеме спремни и подготвени. Нека Господ не води и чува и ова нова седмица и, да кажеме така, да го следиме верно облакот. Амин.